Во джебот на Итриот Арамија црна шубара. Додека сладкарот и коларот се суделе, шеќерното дете седело дома и не знаело за караницата помеѓу соседите. Тоа само мислело како ќе го исполни своето ветување што им го дало на жителите од шумата, во која некогаш сите пееле, и како ќе го ослободи славеот. Сакало да излезе од куќата, ама секогаш штом ќе отворило вратата, ќе ги видело трите деца што го лижале и пак ќе се вратело назад. Децата, како заинает, играле пред куќата на коларот. Чук, тропнал некој на вратата. Шеќерното дете се стиснало во едно ќоше, мислејќи дека се тоа немирните деца. Вратата полека се отворила и низ неа се провлекол чуден човек со голема и црна шубара на главата, во црно палто и со црни чизми на нозете. Има ли некој во оваа куќа? Прашал тој, вртејќи се околу себе. Кога го забележал шеќерното дете, се насмевнал и ги протрил рацете. Добар ден, може ли малку да се одморам овде? Кога видело дека не влегле децата што го лижеле, шеќерното дете се охрабрило и излегло пред непознатиот човек. Кој си ти, чичко? Јас сум црна шубара, човек што 9 пати минал околу светот. Шеќерното дете веднаш му се пофалило. И јас еднаш го минав светот, бе во шумата во која некогаш сите пееле, во земјата на бубалките, во земјата на рибите, кај џуџењата и играчките. И никој не можеше да ми каже како да ги победам мечката, волкот и лисицата и да го ослободам славеот. Дури не знае ни стриковане. Црна шубара се насмеал. Па тоа е лесно. Треба да ископаш голема и длабока јама, да ја покриеш со суви гранки и земја и да ги домамиш зверовите до неа. Тие ќе стапнат на гранките ќе се искрчат и зверовите, бум, сите в дупка. Како тоа не се сетив? Удрило детето со шеќерните дланки. Веднаш тоа ќе го сторам. Но се сетило на децата што го лижел и се растажило. Само како ќе излезам? Децата трчаат по мене и ме лижат. Црна шубара пак се насмеал. Очите му се стиснале под густите веѓи, белите заби му светнале. Па тоа е лесно, ќе те ставам в джеп и ќе те изнесам од град. И уште шеќерното дете не зинало да каже нешто, а црна шубара го пикнал в джеп и излегол од куќата. Кога излегле од негобило, шеќерното дете рекло: Ти благодарам, стрико црна шубара, а сега пушти ме да одам во шумата во која некогаш сите пееле, да ископам јама. Црна шубара веќе не бил љубезен и не се смеел. Неговото лице станало грубо, веѓите му се натуштиле. Брзо чекорел и не говорел ништо. Викнало шеќерното дете од темниот длабок джеб. Сакам да излеза мојот пате на другата страна. Црна шубара застанал и викнал: Молчи, ти си сега мој роб? Мислиш ли дека ќе те носам в джеб за да те оставам? Ако писнеш, ушите ќе ти ги истргам. Шеќерното дете се исплашило и се згрчило во джебот. Ете, јас сакав да го ослободам славеот, а сега и мене ме заробија, си рекло и тивко заплакало. И така, сето в солзи, заспало во длабокиот джеб на црна шубара.